Работниците утре ќе протестираат, а пратениците ќе пешачат. Парламентот ќе работи вообичаено и покрај најавените блокади од Сојузот на синдикати. Затворени ќе бидат двете улици, а целта според синдикатите е пратениците да не стигнат со возила, туку да поминат покрај работниците и да ги погледнат во очи. Собранискиот спикер Гаши утринава побарал од координаторите на пратеничките групи да им кажат на пратениците да си најдат начин утре да стигнат на своето работно место без да биде нарушено правото на протест. Направена била координација и со началници на МВР за безбедносна проценка на ситуацијата. Блокадите ќе почнат во 9 часот, околу 1 час порано пред да почнат пратеничките активности. Како што кажа Гаши, на средбата со координаторите не зборувале за барањата на синдикатите, минимална плата од 600 евра и кратење на функционерските плати за 80%. Пратениците се уште се прават глуви и слепи на иницијативата на Сојузот на синдикатите на Македонија за зголемување на минималната плата и за зголемување на останатите работнички плати за најмалку 6.000 денари, но пратениците се прават глуви и слепи за последната иницијатива на Сојузот на синдикати на Македонија за намалување на нивните плати за 80% или да си ја намалат основицата за пресметка на платите од просечна на минимална плата, да дојдат и тие на минималец, па потоа да зборуваат колку е добро со минимална плата да се живее во Македонија, како и да ги намалат нивните коефициенти на сложеност. Премиерот вчера најави дека коефициентите за пресметка на функционерските плати и оваа година ќе се намалуваат, за да не дојде до нагло зголемување од над 200 евра. Предходно Мицкоски рече дека иницијативата на ССМ е неуставна и незаконска. Јавно ги прашуваме како ќе биде уставно и законски да ги намалат процентите, односно коефициентите на сложеност на нивните плати за 9,2%, а да не ги намалат за 80%. Како 9% ќе биде уставно и законски, а 80% е неуставно и незаконски. На утрешниот протест ќе дојдат и членови на УПОС, иако вчера се договорија со владата за етапен раст од 40% на платите на 11.000 вработени во државната управа, судовите и обвинителствата. Утре синдикатот на УПОС се разбира дека ќе биде во првите редови заедно со претседателот Трпе Дејановски и ќе даваат поддршка од една причина. Основна компонента на платите во управата и правосудството е минималната плата. Доколку минималната плата се зголеми за 200 евра, нивните плати ќе се зголемат за 200 евра. Од СДСМ пак велат дека власта ги оставила работниците сами во борба за гол опстанок. Наместо да го прифати предлог законот на СДСМ за минимална плата од 600 евра за сите работници, владата склучи селективен договор кој опфаќа само околу 10.000 административни службеници. При тоа целосно се игнорирани останатите јавни службеници и останатите илјадници работници во приватниот сектор, стои во соопштението на СДСМ. Освен собранието, синдикатите во четврток ќе блокираат Стопанската комора, а следниот вторник ќе протестираат пред владата. Мартин Арсов, Сител телевизија.